Јас барам да се трне точка 4 од дневниот ред, односно предлог на законот за изменување на законот за оружје. Барам да се трне овој предлог закон кој се носи во скратена постапка, затоа што под изговор за деблокада на стручниот испит за поседување на оружје се протнува една опасна измена, односно се либерализира продажбата на муниција и драстично се зголемува границата за поседување на куршуми на годишно ниво. Во услови кога Македонија е рекордер во однос на поседување на нелегално оружје, денес гледаме како пратениците од ЗНАМ и од ВМРО поднесуваат измени во скратена постапка со кои енормно ќе се либерализира продажбата на муницијата. Значи во скратена постапка, без никаква дискусија во јавноста, кога секојдневно ние гледаме пукање по кафичи и престрелки пред полициски станици, сега вие поднесувате измени со кои на физичко лице му се дозволува да поседува 500 куршуми годишно, наместо сегашната граница од 200 куршуми годишно. Ако може некој од поднесителите и да објасни, да даде едно разумно објаснување како обично физичко лице може да потроши 500 куршуми годишно, освен ако не сме ние во некоја предвоена состојба, тоа не го знаеме. Што говорат фактите? Во Македонија има над 620.000 парчиња огнедно оружје, од кои 450.000 оружје се смета дека е нелегално. Тоа значи дека повеќе од половина во оружјето во Македонија е нелегално или, ако сакате, на 100 лица, 30 лица поседуваат оружје. Секој трет во Македонија поседува оружје, секој втор поседува нелегално оружје. Ваквите предлог измени, меѓу другото, се спротивни и на изјавите на вашиот министер со неуспешна интерпелација Панче Тошковски, кој, пазете, пред само неколку месеци најавуваше дека МВР ќе иницира акција за расчистување со нелегалното оружје и засилување на мерките за поседување на оружје. И сега, што прават пратениците од власта? Тие поднесуваат измени со кои драстично ќе се зголеми количината за поседување на оружје, а резултатот од овие измени ќе биде муницијата да завршува кај овие 450.000 лица кои нелегално поседуваат оружје. И бидејќи од ваквиот закон единствено корист може да има само некоја компанија која на сега допрва треба да влезе во бизнисот со трговија со муниција, еве ако може некој од колегите да излезе и да каже која е таа компанија за која ќе се либерализира продажбата со муниција и со која допрва ќе се еродира безбедносниот систем.